Денес во посета на општина Петровец ни е амбасадорот на Словачка, господинот Хендри Маркуш, заедно со Сдруженијето Добро дојде Македонија, Велком центар, кој организиравме, значи, делење на некаде околу 3000 маски, тоа е донација на амбасадорот од Словачка и голема благодарност што еве општина Петровец е една од 5 општини во Република Македонија кај се донираат бесплатно маски на граѓаните. Се надевам дека оваква соработка ќе продолжи и во иднина, се со една единствена цел, значи да се грижиме за нашите сограѓани од злото кое во изминативе 2 месеци е присутно во Македонија. Добар ден, ја би сам хотел да захвалим градоначелнику општине Петровац за ову сарадњу. Општина е многу успешна у борби против ове пандемije. Словачка е иначе пример земјалја кои се успешне боре против пандемија. Имамо релативно многу мало случаева, али општина Петровац е и премашила и Словачку. Значи, општина Петровац е постала примери за Словачку и ми смо хотели овом малом скромном донацијом да помогнеме да се настави, затоа што сад е битно да се држи дисциплина и да наставиме успешно тако да се сви спасимо од ове пандемија и да после економски да наставиме сарадњу измеѓу Словачке, Северна Македонија и тако. Нашата цел е до целосното отварање, бидејќи ќе почнеме полека олабавувањето, меѓутоа до целосното отварање на оние места кај што се омилени на Скопјани за вежбање, преку помошта на овие прекрасни луѓе позади мене, да помогнеме да Скопјани да дел од времето кое што го имаат слободно заради ограниченоста во движењето, да го поминат во здрав живот и во вежбање. Ќе одиме на неколку начини со промоција, односно пратење на инструкциите. Ќе одиме на Facebook страната на град Скопје, на YouTube каналот на град Скопје, каде што ќе има лайв стриминг, исто како што беше во програмата на културата, со цел да помогнеме на скопјани да вежбат дома. Овој проект е наменет за нашите сограѓани да можат да се рекреираат и да вежбат во оваа вонредна состојба, каде што спортските објекти нажалост не работат, не функционираат. Ние ќе се погрижиме нашиот тим да дадеме разноврсност за да можеме да опфатиме поголем дел од популацијата, да може да биде пристапачно, модифицирано во домашни услови, да можат сите сограѓани да извежбат и да се чувствуваат подобро и поубаво.
Ова го најавивме уште пред 2 месеци дека барајќи алтернативни пазари за извозот и за решавањето на кризата која што настана околу извозот на јагнето со вирусот COVID-19, конечно целта се оствари. Овој ден одбележува и нешто друго, кога велиме дека е историски, дека после 23 години денеска повторно лета македонското јагне за Јордан. Со отварањето денес и пратката што оди од Македонија во Јордан, се отвараат нови пазари, за кое што преговорите со службите или службата на Јордан почна уште на почетокот на годината. Успешно ги завршивме со усогласување на здравствено ветеринариот сертификат за извоз на македонско јагне на пазарите на Јордан. Еве денес тоа се обистинува, тоест почнува првиот извоз, тоест авионски карго извоз. Агенцијата за храна и ветеринарство и понатаму останува посветена да отвара нови пазари и да ги договара со другите земји во светот здравствените гаранции за македонското јагне.